Здраво живо, јас сум Димче, добро дојдовте во уште едно моје видео. Овој пат го истражувам животот на Крали Марко и ова видео го посветувам на Крали Марко, за неговиот живот, за неговото раѓање и за неговата смрт, затоа што тој е можеби еден од најмистичните и најхаризматични и познати ликови од овие простори, а многу малку се обработува тој негов мистичен дел или тој негов мистичен надприроден живот. Например, ќе почнам од неговото раѓање. Официјално Марко е роден 1335 година, загинал 1395 година во битката кај Ровин. Меѓутоа, од самиот старт тоа не е точно, затоа што Марко живеел многу после тоа. Ќе се навратам на тоа како успеал тој да живее толку долго. Меѓутоа, во песната Марко пие на Рамазан вино, се зборува како Марко му се спротиставува на Сулеман Величенствениот. Сулеман Величенствениот носи забрана за Рамазан да се пие вино, Марко не ја почитува таа забрана, тој продолжува да си тера како што му е кејфот, што знаеме ние да кажеме, тој е пријавен и е повикан кај самиот Сулеман. Тој оди кај самиот Сулеман, каде што влегуваат во кавга, и тоа е во главно песната. Меѓутоа, интересно за таа песна е што Сулеман Величествениот почиња да владее 135 години после наводната смрт на Крали Марко. Па тогаш како би можел Крали Марко да е опеан во таа песна, кога наводно тој пред стотици години пред тоа бил загинат. Исто така и тој губива својот брат Андрејш, мислам се вика, 5 години после неговата смрт. Кажано дека тој губива својот помал брат 5 години, а неговиот помал брат е загинат 5 години после неговата смрт. Значи има многу недоследноци за неговиот живот и за неговата старост. Ете, ја почнав одма од неговата старост. Штом почнав од неговата старост, ќе ви кажам и како според нашите преданија тој загинал. Значи тој не загинал во битката на Ровина 1395 година, туку тој загинал на 300 годишна старост, 300 години и нешто повеќе, така се пее, така се кажува во едно наше кажување. Тој шетајки се дошол до бунар, си го видел ликот во својот бунар и се решил да умре. Тој го убил својот верен конј Шарец, за кој што исто се кажува во песната дека во кажувањето дека имал 160 години, односно пола од својот живот Марко го поминал со неговиот конј Шарец. Тој губива неговиот конј Шарец, ја фрла својата сабља и својот боздоган во морето и си легнува да умре. Тој е починат на Урбина планина покрај морето, според ова кажување. Ете, отидов до крајот. Значи, самото тоа што Марко не се знае кога е починат, се ствара мистерија околу него. Меѓутоа, и самото негово раѓање, се враќам сега назад на почетокот да ви објаснам како тој е роден. Значи, самото негово раѓање е невообичаено, односно Марко го носат повеќе од 9 месеци, а кога некое дете се носи повеќе од 9 месеци, тоа се претпоставува дека е змејово дете, односно во дамнешните времиња змејовите знаеле да одат со земски девојки или жени и да создаваат свое потомство или своји деца, да создаваат своји змејови деца, кои што ќе го одржуваат балансот или доброто на овој свет и ќе се борат против аждајата или ламјата, која исто така создава своји потомци или своји деца кои подоцна се борат, односно змејот е символика за доброто, аждајата е символика за лошото. Таму каде што ќе нема змејово дете, таму ќе владее аждајата. Значи, владењето на аждајата е можно само кога има недостаток на добро, односно на змеј, па така и зачнувањето на Марко се верува дека е од змеј, затоа што бил носен повеќе од 9 месеци. А неговиот татко, знаеки го тоа, тој го протерува Марко од мали години и тој талка низ шумите, каде во една прилика среќава напуштени деца, жедни, гладни, тој им помага на тие деца. Подоцна доаѓа самовилата
тие деца биле на самовилата и таа мисли дека Марко и ги земал децата и пробува да го убие, меѓутоа децата го одбрануваат на самовилата и кажуваат дека он им помогнал и самовилата тука се решава да го дари Марко со надприродна сила, односно му дава да дои од своето млеко, а таа му дава да дои од своето млеко до 3 пати, а првиот пат му дава да дои и го тестира дали има добиено сила, го тера да дигне воденица, да искорне дрво и да фрли камен. До 3 пати го тестира и до 3 пати му дава да пие од своето млеко и на тој начин се убедува или се осигурува дека тој добил сила и е непобедлив. Потоа Марко продолжува понатаму, секако со помош на самовилите, до крајот на животот тој добива помош од самовилите, во многу од своите битки тој добива совет или директна помош од самовилите. Самовилите исто така го даруваат и со својот конј Шарец, а исто и самиот конј Шарец е мистично суштество, значи не е карактеристичен конј, а тој бил видовит, често знаел да го предупреди Марко за опасноста која што доаѓа. Тој имал 6 крилја, знаел да скока од врв на врв и се кажува дека тој дури можел и да лета. Исто така Шарец живеел долго покрај Марко, околу 160 години според кажувањата. Што прави уште една мистерија и ја продлабочува мистеријата за Марко. Иако мистично за Марко е не само тоа што тој имал голема сила, што докажал при многу борби, бранејќи го народот од опасноста која што доаѓа. Има една случка кога ламјата доаѓа од морето да му го изеде синот, полека се прикрадува, тој не ја приметува, таа му го јаде синот, тој влегува, морска ламја е таа, голема, тој влегува во борба со неа, а ја убива ламјата и го спасува неговиот син од утробата, што укажува на тоа дека тој му помогнал на народот, односно го спасил од големо зло. Познати се многу негови битки, исто позната е битката со Црна рапина, кој што исто така е опишан како некој чудно суштество, можеби и демон, кое што тој го победува. Меѓутоа, освен таа надприродна моќ која што докажал во многу борби, интересно за него и неговата големина. Значи има остатоци од стопалата на Марко низ Македонија. На неколку места има така наречено Марково стопало, кое што е големо, што укажува на тоа дека Марко исто така имал и надприродна големина, односно дека можеби бил еден од последните джинови или покрај таа голема сила му била дарена и му бил дарен и голем раст. Интересно за Марко е тоа, надвор од овие кажувања приказни и слично, е тоа што тој имал 2 метра сабја. Значи може да замислите какав човек треба да биде тој да може да движи 2 метра сабја. Сигурно бил многу голем човек. Исто така и за неговата сабја се кажува дека има надприродни моќи, таа можела да сече камења. Исто така се кажува приказна за Марко и за неговата сабја. Интересно, кога тој со еден удар ја создал Демир каписката клисура и на тој начин го пуштил малото море да се излее и на нејзино место да остане плодна површина. Значи исто така тука е опишана неговата надприродна моќ. Марко не бил само регионален лик, значи не бил владетел и јунак само во Македонија, тој бил познат и многу пошироко. Тој е спомнат во мистериозната Веда Словена, каде што се повикува Марко или се бара помош од него да се избори со ламјата која што ги напаѓа нив, и така тој патува и со помош на својата светлосна и огнена стрела која што имал ја убива ламјата, односно самото тоа што се појавил пред ламјата, тој ја раснал својата стрела, светлосно огнена стрела, не знам каква е таа, така е опеана во една од песните во Веде Словена, што исто е уште едно мистично опишување за Марко во песните, затоа што е опишано можеби некој вид на технологија кој што го имал Марко, но сепак сето тоа се приказни, сето тоа се теории, сето тоа е мистерија за Марко,
меѓутоа кажувањата за него, песните за него остануваат, а наследството кое што тој го оставил, а ние недоволно сме го истражиле, го има до ден денеска. И може би е време да го представиме Марко во право светло, а не како некој обичен војсководач кој што живеел 60 години, че тој е опеан во песни дека живеел на 300 години. И време е да му дадеме малку светло и на тој дел од него, тој мистичен, мистериозен дел, кој што може би има и голема поврзаност со Прилепско, затоа што тој најголем дел поминува во Прилепско. Ако знаете, Прилепско е цело со карпи и неговите Маркови кули се живеел во карпи, се ставени на карпи, што значи дека исто има и енергетска улога, односно живеел на место кое што е енергетско место и има голем енергетски потенцијал, како што е Прилеп. За жал, многу од кажувањата за Марко се пренесуваат усмено, а неколку луѓе ги прераскажале. Јас ќе ви кажам што користев. Јас користев некои мои истражувања низ годините. Користев Народна митологија на македонците од Танас Вражиновски. Користев Гласот на предците од Христијан Аџиовски. Користев Историјата на словените. И уште неколку книги не ми текне, сега не се туку околу мене, меѓутоа не е толку важно. Исто така и Веде Словена. Ако сакате повеќе да истражите, може да ги побарате овие книги од Танас Вражиновски, од Христијан Аџиовски, Гласот на предците, и сами да дознаете повеќе, а може и да истражите повеќе, па сите заедно да допринесеме кон таа легенда или мистерија за Крали Марко, големиот јунак кој што живеел над 300 години, го поминал својот живот летајки на својот верен коњ Шарец и направил многу добри дела. Ја победил ламјата, аждајата, го бранел македонскиот народ и останал за секогаш врежен во нашето сеќавање и во нашиот етер. Сега, како и за сите приказни за јунаци, кои што добиваат огромна моќ и развиваат его, таков е случајот и со Крале Марко. Тој како му растела неговата моќ, тој се чувствувал непобедлив и тој во еден миг сакал и да ја поткрене целата земја и тој го предизвикал на двобој дури и самиот Господ. Меѓутоа Господ, преправен како старец, се сретнал со Марко на раскрсница и го замолил да му помогне да му окрене торбата. Се послужил Господ со итрина, во торбата било магија со која што на Марко му било одземена силата. Марко не успеал да поткрене торбата, меѓутоа Господ не го оставил така Марко, тој му дарил дарба од него, односно му дал итрина, со итрина да ги победува своите непријатели. И на тој начин, како и секогаш, Господ ги доведува работите во баланс, односно како што треба да бидат. Односно секој човек со своите човечки способности да се служи. Ви благодарам што бевте со мене во уште едно моје видео. Се надевам беше интересно ова моје кажување за Крали Марко. Ние се гледаме во некој моје наредно видео или низ нашата убава Македонија. До тогаш ви го посакувам секое добро на овој свет и останете ми во здравје. Поздрав!